Рударите ја прифатија понудата на рудникот Саса за зголемување на платите на сите вработени. Денес тоа се официализира со потпишување на договор меѓу раководството на Саса и синдикатите. Мултиетничкиот синдикат за образование, Сојузот на синдикати на Македонија и рудникот за олово и цинк Саса потпишаа спогодба согласувајќи се на понудата за зголемување на платата, која што компанијата ја достави до синдикатот на 26 април. Многу ни е мило што успеавме да постигнеме пријателски договор со мултиетничкиот синдикат за образование, кој што представува фер понуда за нашите вработени. Рудникот Саса и неговите нови собственици од Лондон, Централ Азија Металс, веруваат дека со оваа прифатена понуда се решава суштинскиот од проблемите поврзани со наградувањето и исплатата на вработените, кои што беа наследени од претходните собственици, и се надеваат дека соработката со тимот ќе продолжи во иднина со цел изградба на успешна иднина на рудникот. Се надеваме дека ќе можеме да ја извршиме исплатата на зголемувањето за април и ретроактивно за месец март со исплаќањето на априлската плата, која ќе се реализира во текот на денешниот ден. Дискусиите со мултиетничкиот синдикат за образование за други прашања во Саса ќе продолжат. Изјави Нил Стивенсон, генерален директор на Саса. Според договорот, почнувајќи од 1 март 2018 година, вработените ќе добијат зголемување на месечната плата за 5500 денари. Дополнително, платата на сите вработени ќе биде зголемена и за дополнителни 5% во 2019 и уште толку во 2020 година. Со ова покачување, платите во рудникот Саса ќе го надминат прагот од 40.000 денари, односно ќе бидат за 27% повисоки од просечните плати во рударската индустрија во земјава, согласно официјалните податоци за исплатена просечна плата во рударството во јануари 2018 година, објавени од Државниот завод за статистика. Со потпишаната спогодба завршуваат преговорите меѓу раководството на рудникот и овластените представници на синдикатот, започнати кон средината на минатиот месец. Истовремено, синдикатите се обврзуваат дека и формално ќе го прекина штрајкот кој беше ставен во мирување кога започнаа преговорите.